Интензивирање на средбите и со угостителите и со стопанските комори пред стартот со примена на новиот закон за заштита од пушење, најави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Во изјава за Канал 5 вели барањата на туристичко-угостителската комора, кои ги добиле пред неколку дена, се разгледуваат и доколку има простори истите се издржани, надлежните според него се подготвени да ги прифатат, а не ја исклучува ниту можноста законот да почне да се применува, како што вели периодично. Ги разгледуваме тие предлози. Нормално дека во наредниот период ќе има средби повторно со угостителите, со поедини стопански комори, ќе имаме со Министерството за здравство, меѓутоа и другите министерства, да видиме дали има реални можности да дел од тие барања кои ги имаат, дали се прифатливи или не. Да напоменам дека законот е во согласност со европските стандарди и директива законот за пушење и пред се во контекст на заштита на здравјето на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, сепак, не е тоа дефинитивен. Од комората уште еднаш го повторија својот став, велат не го оспоруваат носењето на законот, но сметаат дека нивните забелешки и предлози треба да се земат предвид. Во допис испратен до медиумите посочуваат дека со донесување на јасни и навремени подзаконски акти, во комбинација со фазна имплементација и отворен диалог со засегнатите, ќе се постигне целта на законот, а тоа е заштита на јавното здравје. Угостителите оценуваат дека новиот закон е неопходен и значаен за заштита на јавното здравје, но негова избрзана и целосна имплементација, велат, може да доведе до сериозни последици, како од економски, така и од социјален аспект. На краток рок се очекува намалување на приходите кај угостителските објекти. На подолг рок, за значителен број локали се очекува пат на приходите во сериозни размери, што ќе резултира со намалени данъчни приходи и директна штета за буџетот. Намалениот обем на работа неизбежно ќе резултира и со намалување на бројот на работни места, велат од Туристичко-угостителската комора. Со предлог законот кој треба да стапи на сила на 1 март ќе биде дозволено пушење на летните тераси само доколку тие се отворени од најмалку 3 страни. Во спротивно се предвидуваат казни до 5000 евра. Од Министерството за здравство пак пред неколку дена за Канал 5 посочија дека законот се уште е прикачен на ЕНЕР. Се собираат забелешки од сите засегнати, пошто истите ќе се разгледаат и доколку се прифатливи, ќе се применат.